Љубовта, чистината и смирението на децата нека биде нашиот пример во животот како можеме да живееме во подобро општество, без никакви поделби и разлики. Ова беше главната порака која денеска беше упатена на 14-тиот поред Божиќен ручек во Прилеп, во организација на Детската амбасада за сите деца во светот, на кој што се собраа 500 деца од цела Македонија од различни целни групи и религии. Никој не можеме да се обединиме така како што тие се обединуваат и како што тие ни праќаат порака како треба да се обединиме без оглед на возраста, без оглед на потеклото, без оглед на верата, сите како едно се чувствуваат. Дајте на нив да се угледаме. Токму поради ова, според владиката Петар, кој го благослови ручекот, требало да се воведе веронаука во училиштата, преку која што ќе се постигнела духовната обнова на народот. Па без веронаука ќе ни се случуваат многу катици Јаневи, ќе ни се случуваат и боки, ќе ни се случуваат еден куп работи. Со веронауката тоа сето ќе исчезне. Зашто ако сакате вие преродба на народот, не можете вие само да барате преродба материјална, економска и не знам каква културна и така натаму, а душевна, односно духовна да нема. Само преку духовната преродба доаѓаат сите други преродби. Како и секоја година, овој ручек е под мотото Едно небо за сите деца. Под мотото Едно небо за сите деца произлегува и пораката да нема насилство меѓу децата, да има толеранција, љубов и разбирање. Децата кои присуствуваа беа пресретни што се делоден ваков настан. Овие многу ми се допаѓа и сакам на сите што веруваат во Господ и сите што се христијани да им го честитам празникот. Сум од Скопје, тука сме собрани за да се дружиме. Моите желби за сите да бидат здрави и живи ова година. И годинава покрај добитник на орден на носител на мирот се додели и плакета за пријател на децата.